интелигентно и мудро почнавте. Не дадовте пишан исказ како претходниот министер Сиже, така што не откривте многу, што е можеби коректно кон нас, зашто ние прашуваме. Првото прашање. Се постави овде дилемата дали се постапувало постфестум или задоцнето, или пак прерано чувме. Вака, значи, ако тврдите дека, да, не информиравте дека уште од 2012 година има сознанија за незаконско постапување во рамките на онкологија. Денеска сме, годинава сме 2023, тоа се 11 години. Без ниеден завршен случај, со многу дилеми, со многу неодговорени прашања, значи, мислам дека кога е во прашање човечкиот живот, секогаш е доцна. Тоа е првото. Второ, за разлика од господинот Сали, кој што имал еден кус мандат, вие го имате најдолгиот мандат во владата, а можеби и во историјата на вршење на функцијата министри за внатрешни работи. Во Министерството за внатрешни работи јас длабоко верувам дека има институционална меморија од 2012 мора да има оставено, значи, материјали, да има индиции, и тогаш, значи, јас имам проблем, правници сме обајцата, имам проблем како да е ова контрадиктио и надјекто. Зашто белким не чекавте инфлагранти некого да фатите, значи од 2012 до 2023 и од 2015 до 2023 вие директно или индиректно сте имале сознанија за настаните што се случувале. Ме интересира дали сум во право и како ја толкувате оваа моја дилема, која не мора да биде точна. Второ, господинот Беким Сали не пријавил, а можел да пријави, веројатно бидејќи имал причини за да разреши некого, рече дека не биле тоа обични причини. Мене ме интересира, го прашав него дали го информирал премиерот за тоа, бидејќи владата е тим и еден систем на врзани садови. Значи, вас ве прашувам, дали може би вас ве информирал за она што го воочил и зашто почнал да клопчето да го одмотува, но интересно, морам да кажам, затоа е поврзано и моето второ прашање, за разлика од Васев, кого го разрешил, не мислел дека треба да го разреши економскиот директор. Не знам зошто, не е сигурно женска интуиција, меѓутоа потоа, пазарните односи на регионална основа со Косово и со Албанија, мене некако ми раѓаат сомнеш дека токму економскиот директор би можело да има некаква, без да обвинувам, само предпоставка е, некаква функција, и затоа моето второ прашање до вас е, бидејќи рековте дека во 2020 година прва пријава е поднесена од директор, ме интересира, можно е да го дознаеме кој е тој директор што ја поднел пријавата, дали е тоа господинот економски директор или некој друг, дури и не морате, ако е во интерес на истрагата, не инсистирам, но многу важно е, бидејќи, значи, ова е веќе еден вистински чекор.
Зошто ве прашувам? Бидејќи можело и самиот министер да постапи поангажирано. Зошто? За да нема сомнеш дека она што Рашела го повторува, политичкиот карцином понекогаш го стимулира медицинскиот карцином, бидејќи навистина мислам дека секоја година отварала опасност по многу лица. Значи, тоа ме интересира, дали може да ми одговорите, и последното веќе го поставија, може би на поинаков начин, имено страшно е сознанието и за вас и за мене, и за сите нас, верувам, и од власт и од опозиција, дека една болничка институција во која спас бараат луѓе болни од најтешката болест, може да се трансформира во зона на самракот за мене, бидејќи лекот го бараме сите тамо. Затоа бидејќи јас имам страв дека и денеска може да се влијае на некаков начин, тоа ми е прашањето. Што мислите? Тоа не зависи, се разбира, од вас. Вие не одредувате притвор, меѓутоа мислам дека вистина не ми е јасно зошто досега од обвинителството за организиран криминал на допрен глас имаше многу гласови и во весниците, и тоа некако не охрабри. Зошто се плашам дека, зошто, например, иако сум голем противник на притворот, зашто мислам дека тоа е крајната мерка, но во случајот имам страв дека оние на слобода може да влијаат врз сведоците, дека дури може да го продолжат делото, да го довршат, па дури и да го повторат, па дури и да избегаат од земјава. И прашањето ми е врзано, дали обезбедивте мерки, бидејќи на телевизија ве чув, меѓутоа важно ми е сега заради проценката на политичката одговорност, дали значи се обезбедивте дека во време кога нема никој во притвор, се уште, дека има сигурни гаранции, дека нема да се реализираат овие опасности заради кои се одредува притворот. Ви благодарам во секој случај за однапред за одговорот и за тоа што дојдовте меѓу нас. Благодарам.